Во пресред на оваа зима, како и новите поскапувања на енергенците, граѓаните се принудени да размислуваат како тие ќе ги стоплат своите домови. Кој е најекономичен начин за тоа и како тоа ќе влијае врз нивниот домашен буџет се најактуелните прашања во нивните глави. Иако дневните температури се уште релативно високи, голем дел од граѓаните веќе почнаа да набавуваат огрев за да бидат сигурни дека зимава ќе имаат топол дом, во време на енергетска криза и галопирачки раст на цените на енергенците. Од почетокот на месецот стапија на сила мерките на владата за штедење на електрична енергија. Владата, на предлог на Министерството за економија, во пресред на зимата донесе сет препораки и задолженија за штедење на електрична и топлинска енергија. Целта, според владата, е да се намали потрошувачката на електрична енергија за 15% спроведено со истиот месец лани. Ако не се почитуваат мерките како што најави премиерот Ковачевски, ќе следат казни за прекршителите. Според она што беше најавено, сите државни и јавни институции, вклучувајќи ги министерствата, агенциите, органите за државна управа, треба да го исклучат декоративното осветлување на фасадите, да користат дневната светлина, а клима уредите за ладење да не се користат на температура пониска од 27 степени, а онаа за грејење не повеќе од 20 степени. Се во ова наговестува дека и граѓаните нема да бидат изоставени од препораките за штедење на енергентите во нивните домови. Во таа насока Слободен печет излезе на терен и ги запраша скопјани како ќе ги греат своите домови оваа зима, дали ќе штедат и дали веруваат во препораките на владата за спроведување со енергетската криза. Мислам дека владата се напри, а граѓаните треба да бидат свесни дека светот се соочува со глобална енергетска криза ради војната и претходно ради ковидот, така да секако треба да се внимава и да се штеди. Година ги рекламира овие инвертерите. Климите ние земавме тоа, па сега ќе видиме оваа година како ќе поминиме. Парно и немам проблем. Ако треба ќе си доплатам за струја. Инаку, според податоците на Државниот завод за статистика, огревното дрво останува главниот енергент што граѓаните го користат за затоплување на домот во грената сезона низ земјава. Дури 49% од домакинствата се греат со огревно дрво, се вели во извештајот на ДЗС. Второто најискористено средство за загревање на домовите е електричната енергија, која ја користеле 31% од македонските домакинства. Во исто време, за сега останува нејасно кој ќе го врши снабдувањето на Скопјани со топлинска енергија, откако регулаторната комисија му ја одзема лиценцата на БЕК за вршење на таа услуга. Она што граѓаните го кажаа во анкетата е дека тие со сигурност во престојниот зимски период ќе мораат да се откажат од многу работи, за да можат да се справат со инфлацијата, но и со поскапувањето на струјата. Дали ќе штедат и колку може да се заштеди за струја и грејење од и онака веќе истенчениот семеен буџет, останува да видиме.